Македонските власти со засилена динамика работат за средби со официјална Софија. Шефот на македонската дипломатија вели дека е подготвен да разговара со бугарските власти за решение во рамки на европските вредности, но подвлекува црвена линија за македонскиот јазик и идентитет. Значи, по однос на редефинирање на нашиот идентитет, по однос на прашања од историската природа кои што можеме со апсолутна сигурност да ги констатираме, по однос на прашања поврзани со другите идентитетски атрибути на македонскиот народ, за такви прашања не сме подготвени да разговараме, но да, сме подготвени за изнаоѓање на рационални решенија во рамките на европските вредности. И секаде онаму каде што има волја, може да се најде соодветен пат. Официјална потврда дека претседателката ќе се сретне со Желјасков по иницијатива на Кошта во Хаг се уште нема, но Муцунски информираше дека за оваа средба се води засилена комуникација. Се надеваме дека таа средба ќе се оствари, има една засилена комуникација во следните денови, се уште ништо не можеме да потврдиме. Претседателката Силјановска Давкова ќе биде таму и јас заедно со министерот за одбрана исто така ќе бидеме дел од таа делегација и се надеваме дека една таква средба може да даде импулс кон изнаоѓање на некое решение. Дополни дека имаат и тековна комуникација со сите земји членки, а фокусот е со Европската комисија и со Европскиот парламент, како и колку што е можно со соодветни канали на комуникација со Бугарија, која што го блокира овој процес. Можност за средба беше и денешниот самит во Тирана, каде Сијановска пред Радев кажа дека една од најсериозните препреки на интегративниот пат доаѓа од самите балкански соседи. Претседателката вели Македонија е фокусирана на соработката. Која е пораката наша? Ние не смееме да дозволиме да бидеме геополитичка и геоекономска периферија. Потребна ни е соработка инфраструктурна, економска, енергетска, дигитална, зашто преку соработката ќе изградиме посилен, поповрзан и поконкурентен регион. Често пати велам да не очекуваме да не почитуваат ако не се почитуваме меѓу себе. Бугарија никогаш не поставила и нема да постави услови надвор од преговарачката рамка и надвор од двата протоколи, порача бугарскиот претседател. Ние сакаме час поскоро се што стои во тие документи да се запази. Тоа што сакаме да го видиме е навистина запазување на човековите права. Станува збор за човекови права, чекаме трета година да се отвори процесот на присоединување и да почнат преговори со Северна Македонија и со промени во уставот. Моето прашање е зашто тоа не се случува. Сијановска и Радев негуваат прилично коректни односи во последната година дена, се еден од ретките мостови за поврзување меѓу двете држави. Габриела Лескова, Сител телевизија.